Со грант од 30,8 милиони евра обезбеден преку инвестицијската рамка за Западен Балкан, започнува реализацијата на еден од најзначајните инфраструктурни проекти во земјава, изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Договорот за инвестицијски грант денеска беше потпишан меѓу јавното претпријатие за државни патишта и Европската банка за обнова и развој. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски истакна дека автопатот представува важен дел од трансевропската рута, која ќе ги поврза Скопје и Приштина. Понатаму ќе овозможи и побрза врска со Тирана, Драч и Бар. Според него, ова ќе отвори нови можности за трговска размена, развој на бизнисот и туризмот, како и подобра регионална поврзаност. Николовски нагласи дека проектот е дел од стратешката определба Македонија да стане клучна сообраќајна крстосница на Балканот, искористувајќи ја својата географска положба и поврзаноста со паневропските транспортни коридори. Тој оцени дека иако земјата нема излез на море, преку вакви инфраструктурни инвестиции може да стане значајна транзитна точка за стоки, патници и економска соработка во регионот. Автопатот Скопје-Блаце ќе биде долг 10,5 километри, представува еден од посложените инфраструктурни зафати, бидејќи на трасата ќе бидат изградени околу 40 мостови, потпорни конструкции и други инженерски објекти. За реализација на проектот е предвиден рок од 4 години. Надлежните очекуваат работите да бидат завршени пред истекот на рокот. За изведувач на градежните работи е избрана домашната компанија Гранит, што според Николовски е потврда дека македонските градежни компании располагаат со капацитет и знаење за реализација на големи инфраструктурни проекти од национално значење. Подпишувањето на договорот за изградба на автопатот Скопје-Блаце представува почеток на реализацијата на проект кој со години беше најавуван, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Тој оценува дека станува збор за значајна инфраструктурна инвестиција која ќе ја подобри поврзаноста со Косово и ќе придонесе за економскиот развој на земјава. Мицкоски најави дека во наредниот период на територијата на државата паралелно ќе се реализираат 6 автопатски делници. Покрај трасата Скопје-Блаце ќе се градат и делниците Тетово, Гостивар, Букојчани. Ќе продолжат активностите и за завршувањето на автопатот Кичево-Охрид и изградбата на Прилеп Битола, како и делницата Букојчани-Кичево, за која, како што рече, се очекува наскоро да завршат административните процедури. Според премиерот, реализацијата на овие инфраструктурни проекти ќе создаде значителна додадена вредност за македонската економија, ќе ја подобри патната поврзаност и ќе придонесе за побрз развој на регионите. Нагласи дека владата останува посветена на капиталните инвестиции и економскиот развој, истакнувајќи дека нејзина цел е да биде препознаена по реализирани проекти, а не поведувања. Според него изградбата на автопати, експресни патишта, железници, училишта, болници и други инфраструктурни објекти ќе остане еден од клучните приоритети и во наредниот период. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој престојува во работна посета на Катар, денеска уствари средби со високи катарски представници посветени на унапредување на политичката, безбедносната и економската соработка меѓу двете земји. На средбата со заменик председателот на владата и државен министер за одбрана на Катар, шеикот Сауд бин Абдул Рахман, е разговарано за заекнување на соработката во областа на безбедноста и одбраната, како и за актуелните регионални и глобални безбедносни предизвици. Муцунски ја истакнал улогата на Македонија како членка на НАТО, воедно ја поздравил и улогата на Катар како значаен партнер на алијансата. Двајцата соговорници ја потврдиле заедничката положба за зачувување на мирот, стабилноста и безбедноста преку интензивирање на диалогот и соработката. Во рамки на посетата Муцунски се сретна и со катарскиот министер за трговија и индустрија шеикот Фейсал бин Тани. Во фокусот на разговорите е продлабочувањето на економската и трговската соработка, со акцент на создавање нови можности за поврзување на компаниите од двете земји и привлекување на нови инвестиции. Според Муцунски, заедничка оценка е дека добрите политички односи меѓу Македонија и Катар треба да се надградат со поинтензивна економска соработка, зголемена трговска размена и конкретни иницијативи кои ќе донесат нови можности за бизнис заедниците. На средбата биле разгледани повеќе области во кои постои потенцијал за продлабочување на економските односи и развој на нови партнерства меѓу двете држави.
Министерството за внатрешни работи доби нова стратешка алатка за унапредување на професионалниот развој на своите вработени. Имено во Полициската академија во Идризово денеска беше промовиран каталогот за континуирани обуки на МВР, изработен во соработка со Полициската академија и мисијата на ОПСЕ во Скопје. На промоцијата, министерот за внатрешни работи Панча Тошковски истакна дека каталогот представува значаен чекор кон зајакнување на стручноста и капацитетите на полициските службеници, нагласувајќи дека современите безбедносни предизвици бараат високо обучена, професионална и ефикасна полиција. Според него, континуираната обука е еден од клучните приоритети на Министерството, а каталогот не е само преглед на програмите за обука, туку и стратешки документ кој ќе придонесе за професионален развој на полициските службеници, подобрување на квалитетот на полициското работење и зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата. Каталогот содржи систематизиран преглед на програмите за обука изработени согласно потребите на полициската служба, современите безбедносни стандарди и меѓународните практики. Обуките се насочени кон развој на стручните, оперативните и лидерските вештини, со акцент на практичната примена на знаењата, почитувањето на човековите права, професионалниот интегритет и етичките стандарди. Тошковски упати благодарност до Полициската академија и мисијата на ОПСЕ во Скопје за поддршката во подготовката на каталогот, оценувајќи дека партнерската соработка е од клучно значење за развојот на современ систем на полициска обука. Од Министерството за внатрешни работи порачаа дека ќе продолжат со инвестиции во знаењето и професионалниот развој на вработените, со цел изградба на модерна, ефикасна и доверлива полиција. Регулаторната комисија за енергетика ги зголеми цените на нафтените деривати кои од полноќ ќе важат на бензинските пумпи низ државата. Според новата одлука, малопродажните цени во просек се повисоки за 1,47% во однос на претходната пресметка. Најголемо поскапување има кај дизел горивото. Цената на евродизелот се зголемува за 2,50 денари и ќе изнесува 82,50 денари за литар. Екстра лисното масло за домаќинство поскапува за 2 денари, ќе се продава по цена од 81,50 денари за литар. Бензините исто така поскапуваат за по 1 денар. Литар Евро Супер БС 95 ќе чини 85,50 денари, додека Евро Супер БС 98 ќе се продава по 87,50 денари. За разлика од останатите нафтени деривати, цената на мазутот бележи благо намалување. Новата цена изнесува 41,230 денари за килограм, што е за 0,265 денари помалку од претходно. Од Регулаторната комисија за енергетика посочува дека корекцијата на цените е резултат на растот на референтните цени на бензините, дизелот и екстра лесното масло на светските пазари, како и промените на курсот на денарот во однос на американскиот долар. Новите цени стапуваат во сила од ноќеска на полноќ. Погребната поворка со телото на поранешниот врховен лидер на Иран, Ајатолах Али Хамнеи, денеска започна низ улиците на Техеран, како дел од повеќедневната погребна церемонија што се одржува во земјата. Ковчегот, обвиткан со знамето на Исламската република Иран, се превезува низ главниот град заедно со ковчезите на членовите на неговото семејство, кои загинаа на 28 февруари, на почетокот на војната меѓу Иран, Израел и Соединетите Американски држави. Поворката се движи кон меѓународниот аеродром Мехрабад, од каде телото ќе биде пренесено во Ком, потоа во Начаф, во Ирак, а во четврток е предвидено да пристигне во Машхад, каде ќе биде и погребан. Иранските власти очекуваат голем број граѓани да присуствуваат на церемониите низ земјата, со цел да му оддадат последна почит на поранешниот врховен лидер. Поради погребната поворка затворени се повеќе улици во Техеран, како и воздушниот простор. Секојдневниот живот во главниот град е значително ограничен. А во меѓувреме, според информациите, преговорите меѓу Техеран и Вашингтон за отворањето на Ормускиот теснец, иранската нуклеарна програма и трајното завршување на конфликтот се во мирување за време на погребните церемонии. Се очекува да продолжат по нивното завршување. Бројот на жртви од двата силни земјотреса што ја погоди Венецуела се искачи на 3342, соопшти Министерството за информации на земјата. Пренесува Reuters. Според најновите податоци, повредени се 16.470 лица, а дури 17.345 луѓе останале без покрив над главата.
Двата разорни земјотреса ја погодија Венецуела на 24 јуни со јачина од 7,2 и 7,5 степени според Рихтеровата скала. Епицентарот бил во општината Вероес на длабочина од 10 километри. Најголеми штети претрпеа главниот град Каракас и крајбрежната држава Ла Гваира. Според сателитските снимки на НАСА, во најпогодените подрачја се оштетени или целосно уништени, речиси 59.000 објекти. Во меѓувреме, спасувачките тимови подпомогнати од меѓународни екипи продолжуваат со потрага по преживеани под урнатините. Акциите за спасување се одвиваат во исклучително тешки услови поради стотиците последователни потреси, прекините во снабдувањето со електрична енергија и вода, оштетената инфраструктура и обилните тропски дождови, кои го зголемуваат ризикот од лизгање на земјиштето. Во обраќање по повод денот на независноста на Венецуела, привремената председателка Делси Родригес ги отфрли критиките за реакцијата на властите, истакнувајќи дека безбедносните сили биле ангажирани веднаш по катастрофата и дека е формирана нова воена единица за справување со природни непогоди и вонредни состојби. Времето денеска ќе биде претежно сончево со мала до умерена локална облачност. Во попладнивните часови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност, проследена со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринските температури ќе се движат од 9 до 19 степени. Дневните ќе достигнат од 26 до 34 степени. Во Скопје ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност, слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од 15 степени во утринските часови до максимални 32 степени во текот на денот. Според прогнозата, до крајот на работната седмица и во првиот ден од викендот, времето предпладне ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, додека попладне ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Најголема веројатност за вакви појави има во вторник. Дневните температури ќе бидат во постепен пораст.